Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи остроја напад на министерката за труд и социјала Мила Царовска за отворањето на аферата со злоупотреба на пари од Фондот за пензијско осигурување и застана во одбрана на директорите од ДУИ, во чие време не им биле префрлани пари во вториот столб на 12.000 вработени, со што им била нанесена штета од 19 милиони евра. Тој рече дека не се работи за злоупотреба на ниту еден денар и обвини за ширење на лажни вести. Јас морам тука да кажам дека вчера имаше несрекна изјава на министерката Царовска, која што отвори можност за спектакуларни шпекулации по однос на тоа што се случило во Фондот за пензијско инвалидско осигурување, за некаква можност за злоупотреба. И кога вчера го верификувавме и со Министерството и со Фондот дека апсолутно не се работи за злоупотреба на ниту еден денар од средствата на пензионерите или од Фондот за пензијско инвалидско осигурување, туку поради административни пречки, дел поради недоволен буџет заради тогашната одлука на влада да се намалат придонесите, дека тие не биле префрлени во вториот столб, меѓутоа не станува збор апсолутно за никаква злоупотреба на ниту еден денар од тие средства. Во одбрана на Царовска пак застана вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Од она што го чув вчера на пресконференцијата и во изјавите, јасно станува дека направена е злоупотреба, што не значи дека парите се завршени во приватни джебови на функционери, но злоупотребата мора да ја истражи ОЈО. Министерката Царовска вчера соопшти дека Фондот за здравство од 2007 до 2018 година не им ги уплаќал парите на 12.000 вработени во вториот пензијски столб, со што ги оштетил за 19 милиони евра. Тие пари останувале во првиот столб. Во тој период на чело на Фондот за пензијско се кадри на ДУИ: Исни Јакупи, Амет Даути, Беким Незири и Шаиб Зенели, додека министри за труд и социјала, под чија надлежност е Фондот за пензијско, беа Джелјал Бајрами, Спиро Ристовски и Диме Спасов. Инаку Османи и Шекеринска со министрите за внатрешни и за надворешни работи Оливер Спасовски и Никола Димитров одржаа заедничка пресконференција на која информираа за досега сработеното и за реформската агенда во наредниот период со цел забрзување на евроинтеграциите по решавањето на спорот за името.